Високите цени и негативното влијание врз здравјето и паричниците воопшто не ги загрижуваат пушачите и пијачите во Македонија. Во нашата држава семејствата пушачи одвојуваат дури 13,2% од својот месечен буџет на цигари и додатни 12,5% ако конзумираат алкохол. Оваа бројка покажува сериозен раст во однос на 2018 година, каде 10,3% од буџетот бил потрошен на овој порок. Дали сте пушач? Да. Често, нон-стоп. Да. 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 Колку пари трошите на цигари секојдневно? Само 1300. Околу 500 дена. 135. По две пакли. 130 динара. 2 кутии обавезно дневно. Освен несоодветното трошење на цигари и производи од тутун, податоците на Think Tank аналитиката индицираат и загрижувачки бројки во семејствата пушачи, каде што додатно се трошат 12,5% од домашниот буџет и за алкохол. Дали пиете алкохол? Исклучиво пред ручок. Да. Ретко. Понекогаш да. Колку трошите дневно на алкохол? Колку трошам. Зависи од денот. 1000. Па може би на две пијачки. По 200-300 грама. До 500. Овие бројки не само што се фрапантно високи и представуваат целосна неодговорност према својот буџет и здравје, туку се и загрижувачки висок товар на здравствениот систем во државата во целина. Овој луксузен производ е од големо оптоварување на здравствениот систем. Според нашите статистики, 45,4% од граѓаните се активни пушачи. Тоа е значително повеќе од регионот за Европа, кој изнесува 25%. Според СЗО, трошоците за цигари изнесуваат 38 милиарди динари годишно, што е црвен аларм за превземање итни мерки за намалување на оваа загуба, Соопшти директорот на Институтот за јавно здравје Марија Андонова. Ситуацијата е загрижувачка, бројките фрапантни. Порокот цигари и алкохол се огромен и непотребен дел од секојдневието на нашите граѓани, а најлошото е тоа што тенденцијата не запира и е во нагорна линија. Алармантно е што просекот на деца што започнуваат да пушат тоа го прават од 13 години, а таа навика произлегува сепак од најблиските во фамилијата и секојдневното опкружување со уживачи.